Младите социјалдемократи од Штип денес на пресконференција обвинија дека штипскиот градоначалник примариус магистер Илчо Захариев не ги исполнува ветувањата кои ги дал на младите во Штип. ВМРО ДПМН и градоначалникот на Штип Илчо Захариев ветија многу за младите, но ништо од тоа не е реализирано. Не случајно сме пред средното училиште Колен Ехтенин. Захариев вети дека ќе санира и реконструира постојаната трибина на спортската сала 2014-2015 година. За месец и пол завршува 2015 година. Реконструкцијата не е ниту почната. Трибините се стари, учениците се уште вежбаат на изгниен паркет во студена сала со разрушени соблекувални. Захариев вети за истиот период, 2014-2015 година. Надградба на кат над работелницата во училиштето Колен Ехтенин за потребите на училиштето Димитар Мирашчиев. Учениците од текстилното училиште се уште ја следат наставата во старите и непогодни простории. Градоначалникот Захариев вети за истиот период, 2014-2015 година, и изградба на една нова училишна сала. И ова е уште една лага. Најголем дел од штипските училишта користат стари и нереконструирани сали, за чиешто одржување граѓаните плаќаат големи суми пари. Доградба на училиштето Славејко Арсов во населба Баби, според најавата на градоначалникот Захариев, требаше да биде готова лани. И овој проект не е ниту започет. Учениците учат во старите и студени училишни простории. Ова се мал дел од неостварените ветувања на градоначалникот на Штип Илчо Захариев. Младите на Штип велат крај на катастрофалните политики на ВМРО ДПМН и нивните извршители. На овие обвинувања градоначалникот на општина Штип, примариус магистер Илчо Захариев, одговори. Ние рековме дека на младите ќе направиме да биде Штип убаво место и пристојно за живење. Заборавија дека направивме и реновиравме одличен дом на млади, каде веќе тоа место стана култно за младите. Заборавате дека градиме одличен мултимедијален центар на место каде имаше зависници и наркомани. Заборавија дека го уредивме целиот град. Деки ја спомнуваат средното училиште Колен Ехтенин, само да кажам дека во овој момент над 20.000 евра инвестира ЮНДП и општината за енергетска ефикасност училиште, каде менеме врати, прозори, ставаме колектори, а сигурно е дека еден ден ќе ја средиме и училиште сала. Всушност тие има и 2 мандата претходно, па ништо не направија таму во тоа училиште. Има и директор, не направија ништо. Со однесото Славејко Арсов мора да кажам дека точно е дека ние ветивме сала. Факт е дека се направени сите испитувања геомеханички и вистина е дека наскоро ќе отпочне изградбата на училишта сала. Свесен е дека таму треба училишна сала, бидејќи децата во училиште Славејко Арсов во Баби моментално своите потреби по физкултура ги остваруваат во една училница. Но ние мора да кажеме дека во нашиот град направивме над 20 спортски комплекси и градиме нови. Во секоја населба има барем по 2 игралишта, направени по највисоки стандарди. Тие не направија ниту едно игралиште.